Вести на Канал 8, добар ден. Лозијата во Кочанско годинава ќе донесат преполовени приноси. Причина за тоа главно се лошите временски услови, но и недоволната заштита. Лозарите во Кочанскиот регион годинава ќе останат со празни раце. На околу 10 денови пред почетокот на бербата на грозјето, евидентно е дека родот ќе биде драстично намален. Лошите временски услови, односно големите температурни варијации и високата влажност во текот на јули и август, кога лозовите насади се посебно чувствителни, се главната причина за лошата година. Овде не треба да се одмине и недоволната заштита што ја применеа производителите, со оглед што вообичаено кај нас тоа се прави само до почетокот на јули. Неповолните услови имаат негативно влијание кај целото земјоделско производство, велат агрономите, но најлесно тоа есенва ќе се забележи кај слабиот род на грозјето. Во лозарството можам да ви кажам дека испод 50, значи 40% дали ќе го најдат приносот кој што бил стандарден во годините. Значи тоа е кај зборуваме 40% од оние кои што се подобри лозари, кои што биле поупорни или кои што имале повеќе среќа во заштитата на своите насади. Додека некои, да ви кажам дека нема и да берат. Воопшто нема и да одат да берат. Кај лозовите насади, кај кои заштитата била продолжена и во текот на јули па и подоцна, оштетувањата се помали. Исто така, различни приноси ќе има во зависност од сортата што се одгледува. Најзастапени се смедеревката и вранецот кај нас, па и воопшто во Македонија. Смедеревката е поотпорна во однос на вранецот. Смедеревка кој што има ќе берат, ќе имат. Додека кај вранецот само оние кои што биле упорни ќе успеат да наберат нешто. Исто мерло е застапено и во нашиот регион, е многу оштетено, додека кабернето може да има понешто да се набере. Освен намалените количини, ниту квалитетот на грозјето нема да биде на задоволително ниво. Особено овие последните дождови кои што се деновиве допринесуваат да шеќерните единици бидат многу намалени. Во моментот винарските визби кои што откупуваат и редовно го мерат количеството на шеќер во гроздот, значи кај вранецот имаме 19%, 19 милигани, кое што е на границата на откуп. Значи тоа се подобрите. И послабо од 19. Додека кај смедеревката максимум е 15 во моментот. За покачување на шеќерните единици кај грозјето може да влијае евентуалното затоплување на времето во наредните 10 денови пред гроздоберот. Сепак, тоа нема драстично да помогне да се намалат загубите што ќе ги претрпат лозарите во целиот источен регион. Во Кочани скромно беа одбележани 7 септември, денот на ослободувањето на градот, и 8 септември, денот на независноста на Македонија. По тој повод, делегација од Општинското здружение на борците од Народно-ослободителната војна и од Општина Кочани положија свежо цвеќе на споменикот на слободата. За разлика од минатите години, изостанаа другите празнични манифестации, меѓу кои и вообичаениот прием за представниците на боречката организација во локалната самоуправа. Изградбата на 3 улици во Оризари ќе биде ставена во плановите на локалната самоуправа. Според најавите, до почетокот на идната година тие треба да бидат завршени, зашто ќе се користат и дел од очекуваните средства од кредитот од Светска банка. Изградбата на 3 улици во населбата Оризари се во фокусот на Кочанската локална самоуправа за во наредниот период. По завршената јавна расправа, што се организираше кон крајот на август, од општината ја планираат финансиската конструкција што треба да обезбеди реализација на планот, во кој влегуваат вкупно 15 сообраќајници, од кои поголемиот дел во градот. Скоро сите улици на довршување и асфалтирање чекаат повеќе од 2 децении, па според првиот човек на општината, нивното ставање на приоритетната листа треба да ги реши сообраќајните проблеми на жителите кои живеат таму. Одговарајќи на советничко прашање на последната седница на Советот, Димитровски посочи дека Оризари е вклучено со 3 улици, кои треба да се решат во најкраток можен рок. Улицата Јанка Стоименова, која што ќе оди со кредитот од Светска банка, кој што очекуваме до крајот на годината да ни биде усвоен, и улицата Гоце Делчев, Кејската, која што е малку еден поголем зафат да биде завршена до крајот, до приклучувањето на М5, кој што проект ќе биде малку не оваа година, меѓутоа во почетокот на наредната година. За жал не одбија од предходната нејзина реализација.
И ке искате исто така да се санира во одреден дел со изградба на еден мост, односно премостување на оној канал што е. За асфалтирање на улиците што се најдоа на приоритетната листа на општинската програма, за до година ќе се користат очекуваните средства во висина од 1,1 милион евра, што се позајмуваат од Светската банка. Кредитот е наменски и според одговорните во општината се работи за поволно позајмување, за кое каматата е 1%, а рокот за враќање 20 години. 1914 апликации поднеле македонските граѓани за 50 работни места во МВР. Неофицијално голем број од лицата кои аплицирале има и откочани. Во просек за едно работно место на огласот на Министерството за внатрешни работи аплицирале по 40 лица. Имено за вработување на 50 извршители со високо образование, досега се пријавиле повеќе од 1900 граѓани. Од аплицираните има доста и откочани, велат од полициската станица, но не може да ја кажат точната бројка на апликации, затоа што истите не се поднесуваат во Кочанската полициска станица, туку директно во СВР Штип или по пошта, информираат од Кочанската полиција. Иако рокот за аплицирање помина, оваа бројка на аплицирани според МВР не е конечен, бидејќи делот заинтересираните своите документи ги пратиле по пошта и ќе пристигнат со задоцнување од неколку дена. На огласот се бараат високо едуцирани кадри од областа на информатичката, телекомуникацијската технологија, правници, економисти, како и лица кои дипломирале на Факултетот за безбедност. Во следниот период тие ќе поминат тестирања, интервјуа, здравствени прегледи кои според Министерството ќе трае со месеци со оглед на големиот број апликанти. Покрај високото образование, кандидатите најпрво беше неопходно да се државјани на земјава, да се на возраст од 18 до 30 години, да бидат здравствено и психофизички способни, како и досега да не им била изречена казна забрана за работа. Покрај англискиот јазик, за нивна предност ќе се смета познавањето на други странски јазици. Играта и индивидуалниот приод кон темите се одлика на новата Кембридж програма по која учат и учениците од Кочанските училишта од прво до трето оделение. Истата предвидува повеќе часови и развивање на креативноста кај учениците. Најмалите почнаа да учат по Кембридж програмата. Во Кочанските училишта пристигнаа сите учебници за учениците од прво до трето оделение, кои се според новата Кембридж програма. Од училиштата од Кочани прифатија програмата и даваат позитивна оценка за неа и дополнуваат дека секоја иновација која е добра за учениците е добро дојдена во Кочанските училишта. И покрај тоа што бројот на часовите се зголемува, наставниците велат дека на учениците ќе им биде полесно, бидејќи претежно ќе се учи преку игри, нагледни средства и помагала. Покрај учебниците за Кембридж програмата се потребни и многу нагледни средства кои треба да ги набави општината, бидејќи училиштата се под нејзина надлежност. Кембридж програмата беше анализирана, оспорувана, но и пофалена пред да се воведе, бидејќи, како што велат експертите, оваа програма не се пресликува, туку се прилагодува на македонското образование. Оделенските наставници ги поминаа и обуките во врска со новините во програмата за најмалите ученици. Позитивно е и тоа што со новата Кембридж програма ќе се зголеми креативноста и интеракцијата во наставата. Новата програма треба да го зајакне интересот на децата кон наставната програма и за неа не се потребни посебни услови. Фирмата Техномедија Доел Кочани и Акцент Доел Скопје во соработка со Сдруженијето на финансиски работници на Република Македонија на 10 септември 2014 година во 13 часот во ресторанот Аледар во Кочани организираат презентација за имплементација на измените во законот за регистрирање на готовински плаќања и новите фискални апарати со GPRS, криптомодул, SD и SIM картички. На презентацијата ќе бидат изложени фискални апарати од моделот Synergy, а ќе биде присутен и инженерски тим од Акцент за подетално запознавање со техничките можности на апаратите. Представници од Сдруженијето на финансиските работници ќе ги толкуваат измените во законот за регистрирање на готовинските плаќања и ќе одговараат на поставени прашања од присутните. Фолклорниот ансамбл Китка од Истибања ја представуваше Македонија на меѓународниот фестивал Фиртек во Ранзионков. Македонскиот фолклор со највисоки оцени од страна на полската публика. Измодрена организација, богата седумдневна програма и фузија на народни танци од богатото фолклорно наследство на 4 земји учеснички Македонија, Белорусија, Бугарија и Полска
понуди годинешното 7-мо издание на фестивалот Фиртек во Разионков. Главниот дел од програмата се одвиваше на сцената пред Центарот за култура Каролинка. Македонија имаше честа да ги затвори сите настапи, оставајќи силен впечаток со оригиналната и автентична сценска изведба, која изнуди висока оцена од полската рецензија. Фестивалот одблиску го следеше Глигори Клашчек, основоположник на Фиртек. Освен Китка, на фестивалот настапија фолк ансамблот Зорачка од Националниот центар за деца и млади во Минск, Белорусија и Ловеч од Бугарија. Фиртек 2014 дебитираше во дворот на ревитализираниот објект во Кошченин, домот на ансамблот Шлезија. Концертот се одржа во седиштето на областа Шлянск. На вечерта наречена Фритко Вего, сите учесници настапија уште еднаш на гала затварањето. Концертот почна со полка и шлезиски танц. По сопствениот репертоар и презентација на фестивалот, сите учесници ја изведоа официјалната химна. Таа беше еден од елементите на работилницата што се одржа претходниот ден покрај изработката на официјалното лого на фестивалот и курсот по полски танц. Во официјалниот дел, Габриел Тобор, градоначалник на Разионков, од младите ги доби клучевите од градот, кој символично беше управуван од страна на младите учесници во деновите додека траеше. Следуваа награди и благодарници за делегациите од Македонија, Стојко Митковски, Петре Топликиев, како и официјалните лица од Белорусија и Бугарија. Китка во Полска најде на извонреден прием. Впечатоците од настапите се исклучително позитивни. Фолклорниот ансамбл Китка од Истивања во Полска е бил не знам колку пати на територијата на цела Полска. Сме биле во Закопане, во Нови Тарг, во потоа Зелена Гора, во Краково, Катовици и многу фестивали. Овде на овој фестивал сме за прв пат и навистина фестивалот се одржува по 7-ми пат, но самата организација на фестивалот привлекува со тоа што има различности околу самите учесници на фестивалот, со тоа што се представуваат традициите на народите кои што дојдоа овде на самиот фестивал и потоа има воркшоп за самите учесници, изработка на уметнички фотографии, изработка на потоа на емблемот на фестивалот, исто така учење на полски танци и учење на полски песни. Дека според тоа што сме прв пат нели во Полска, впечатоците се навистина големи. Задоволни сме од она како поминавме овие денови овде, она што го видовме од настапите, од публиката како таа ни прифати нас, од настапите како ние ги исполнивме на сцена. Оценка за овој фестивал е чиста десетка, голема десетка. Благодарение на мојата екипа, на целокупен фолклорен ансамбл Китка, мене ми се исполни уште една желба да настапувам и во Полска. Еве, ова ми е за прв пат и многу интересно и возбудливо искуство. Според мене супер, оценката е на многу високо ниво. Нашата представа, според мене, добро, според публиката исто така. Плановите на организаторот на Фиртек за следниот фестивал се поамбициозни. Можливост łączenia. Последниот фестивал Фиртек беше одржан пред неколку години. Во следните две планираме да организираме уште еден. Главната идеја за фестивалот беше да се обединат различните земји, култури и традиции. Фолклорот е често застапен во активностите на нашиот Центар за култура, со околу 50%. Останатиот дел припаѓа на модерни танци, хип-хоп денс и слично. Фиртек се организира од 1999 година. Името го доби на конкурс што го спроведовме во училиштата. За следниот фестивал имаме поголеми планови. Каква ќе биде организацијата, ќе зависи најмногу од финансиите. Сакаме следната година фестивалот да го прошириме во целиот регион и да организираме голема парада на учесниците низ повеќе градови. Празникот на фолклорот, освен во Разионков, се одржа во целата област Старногорски. Фестивалот заврши со полска традиција, игра околу оган, каде учесниците го одиграа заедничкиот танц. На репертоарот беше за Одличен прием од публиката за амбасадорот на македонскиот фолклор и во градовите во Септември и Панаѓуриште во Бугарија, каде исто така неделава се одржаа два меѓународни фестивали. бравурозен настапи и звонреден прием од публиката имаше фолклорниот ансамбл Китка и на меѓународниот етно фестивал Сите можеме заедно во град Септември. Фестивалот го организираше Сдруженијето за Горовче во партнерство со општина Септември и црковниот одбор при храмот Свети Великомаченик Харалампи под покровителство на градоначалникот на општината. Идејата на фестивалот е да се презентираат културните традиции, да се креира поширока слика за фолклорното богатство на различните земји и региони,
како и да се создадат меѓународни културни партнерства. Китка имаше честа да го отвори фолклорниот појас во сите 3 фестивалски вечери со 15-минутна ефектна презентација. Наш фолклорен ансамбл Китка од Истивања Република Македонија е по втор пат на овој прекрасен меѓународен фестивал. Организацијата е навистина едно повисоко ниво. Бевме и во минатата година каде што оставивме силен впечаток и потоа организаторите не поканеа и за ова 600 издание на овој фестивал, така што еве крајот на фестивалот се среќни сме што навистина имавме прекрасни настави пред публиката овде во пријателска Бугарија, а на нашиот фестивал во Истивања ќе ни бидат драги гости ансамблот за Горовче од градот Септември, така што традицијата на пријателство помеѓу нашите два народи, бугарскиот и македонскиот фолклор и традициите на пријателство помеѓу нашите две пријателски земји ќе продолжат и понатаму. Значи Фестивалот се организира по 6-ти пат. 3 години имаше прекин, но сега е во континуитет. Секоја година имаме се повеќе учесници. Годинова фестивалот го поврзавме со 50 годишниот јубилеј и од сега ќе практикуваме да биде поврзан со годишнината од основањето на општината. Од следната година, покрај балканските земји, планираме фестивалот да го прошириме со учество и на фолклорни ансамбли, не само од Европа, туку и од другите континенти. Фестивалот во септември започна со дефиле на учесниците од Македонија, Бугарија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Романија, Грција и Турција, која тргна од младинскиот дом кон општината. На отворањето на фестивалот настапи триото Сопрано Мозаик и танцувачката формација Елика од Пловдив, а вечерта заврши со концерт на народниот пејач Васил Валканов. На вториот ден се одржа средба меѓу одборите на Локомотив Септември и Локомотив Пловдив, детски празник, а втората фестивалска вечер заврши со учеството на балканските фолклорни ансамбли, како и концертот на Нели Рангелова, Вања и Дамјан. Во ревијалниот дел на третата фестивалска вечер настапи групата Ice Cream. Особено впечатлив беше настапот на младинскиот фолклорен фестивал во Панаѓуриште, каде Китка ги собра аплаузите од публиката. Настапот беше проследен со громогласни овации. Фестивалот беше затворен со заедничка дружба на делегациите на земјите учеснички. Замислувањето, желби и месењето погача со 9 намирници се суеверија поврзани со празникот Свети Фанури, што православната црква го празнува на 9 септември. Свештениците апелираат да не се верува во таквите и слични суеверија. Бидејќи светецот исполнува желби, на тој ден треба да се замислуваат, а исто така да се меси погача со 9 намирници во неа, затоа што празникот се слави на 9-тиот ден од 9-тиот месец. Тоа се суеверијата поврзани со денешниот празник посветен на Светиот Фанури, светец кој се смета за заштитник на учениците и за кој свештениците апелираат да не се верува во таквите и слични суеверија. Околу овој празник има еден куп суеверија, некои обичаи кои што не се во склоп со православната традиција, во практика денес се месат некои погачи, постои некој верување дека морало да има со 9 намирници, што апсолутно е неправилно и неточно, а исто така доваѓаат со верување на овој ден замислуваат желби, што апсолутно не е точно, бидејќи во црквата не се замислуваат желби и таквото замислување се коси со обичаите и со предението на Светата црква, туку доколку имаме некоја желба, потреба, треба ние молитвено да пристапиме и да просиме од Бога благослов и допуштање нашата така наречена желба да биде исполнета. За Светиот Фанури не се знае многу, затоа што е изгубено неговото житие. Не се знае од каде доаѓа, кои му биле родители, во кое време живеел и кога пострадал. Само се знае дека агарјаните кога ископувале на место дека имало црква која била делумно затрупана во урнатини и копајќи по храмот наишле на многу свети икони. И сите биле распаднати, но само иконата на Свети Фанури била целосна и неоштетена и уште повеќе изгледала како да е зоографисана многу скоро. Следува спортската информација. Викендов Кочани беше домакин на отвореното тениско првенство на Македонија за тенисери до 14 годишна возраст. Учествуваа 30 на момчиња и девојчиња, а најуспешни беа членовите на тенискиот клуб Југ од Скопје. По 5 годишна пауза, викендов на терените на спортскиот центар Зорик во Кочани повторно се одржа турнир со надпреварувачки карактер.
На отвореното првенство на Македонија, што го организираше тенискиот клуб Акватен, а се играше под покровителство на Тениската федерација на Македонија, учествуваа млади тенисери и тенисерки до 14 годишна возраст. Беа прикажани одлична игра и раскошен талент кај младите надпреварувачи, при што доминираа членовите на тенискиот клуб Југ од Скопје. Првото место во машка конкуренција го освои Ѓорги Јанкуловски, кој во финалниот меч го совлада Стефан Чаловски од Скопје. Кај девојчињата пак најдобра беше Ана Ристовска од тенискиот клуб Југ од Скопје, која во финалето играше против Даниела Колева, членка на домашниот Акватен. Кочанскиот тениски клуб се покажа како одличен организатор и домакин на турнирот, за што доби поддршка и пофалби од федерацијата. Иако пред почетокот на првенството постоеа известни дилеми дали ќе има доволен број пријавени надпреварувачи, сепак бројката од 30 учесници беше доволна за успешна организација. На отвореното првенство тениски клуб Акватен Кочани имаше 20 машки и 11 девојчиња. 6 меча вкупно ќе се изиграа денеска, а на целиот турнир се изиграа 29 меча. Има обезбедено пехари за први и второ пласираниот, за полуфиналистите за трето место има дипломи. Од тенискиот клуб Акватен планираат наскоро да се организира уште едно отворено првенство на Македонија, но за тенисери и тенисерки до 16 годишна возраст. Двата тениски турнири во Кочани доаѓаат по подолгорочна пауза, што пред се беше од технички причини. Со оглед што тие се надминати, сега условите овозможуваат организација на посериозни надпреварувања. Заврши понеделничкото издание на вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете ни на веб страницата kanal8.mk.